Следа 17 часот и 15 минути, почитувани гледачи, ви благодарам што и оваа попладне одбравте да бидете на фреквенцијата на телевизија Сонце и да го проследите најновото издание од своја страна. Во ова издание се дружиме повторно книжевно. Мојата денешна гостинка и соговорничка е нашата млада авторка Викторија Костадиновска. Или победникот беше таа. Ке си ја поздравам овде во студиото. Викторија, добре ми дојде. Како си? Добре ве најдов и благодарам на поканата и на прекрасната најава. Одлично, вие како сте? Ти благодарам што ја прифати мојата покана и вака да се подружиме со победникот беше таа како фокус на ова наше дружење, ова наше интервју. Викторија Костадиновска. Јас предлагам да направиме еден книжевен портрет, еден портрет на личноста. Која е Викторија Костадиновска пред нашите гледачи? Викторија Костадиновска е млада авторка која што си го спозна собствениот дар за творење пред можеби 18 години. Јас започнав да пишувам уште во основно училиште, особено кога имавме на тема да прераскажуваме текстови, да пишуваме писмени задачи, че јас го обожував тој дел од материјалот и уживав додека творам и додека пишувам. И откако созре мојата личност, јас одлучив да пишувам. Претходно пишував мотивацијски текстови кои што ги објавував на мојот анонимен профил. Потоа тој се претвори во профил кој што сите го дознаат дека јас го водам. Исто така мојата невообичаена ситуација која што се случуваше во изминатиот период ме мотивираше да ја напишам оваа книга. Велиш анонимен профил, зошто токму анонимно, под анонимен псевдоним почна да ги пренесуваш твоите зборови? Па сметав дека најпрво би можела да се пробиам на тој начин, додека не почувствувам нека самодоверба и сигурност и да се прикажам во вистинското светло, односно во вистинската јас, бидејќи целта ми беше да ја издадам најпрво книгата, а потоа да го дознаат и читателите мојот профил кој што сум го водела пред да издадам книгата. Ова е роман чието главно дејство се протега низ ликот на една хероина, која што е главна улога во целосната приказна. Ајде содржински малку повеќе за победникот беше таа што конкретно Викторија Костадиновска сака да поентира во ова првенче. Романот изобилува со вистините поглавја кои што се искусени од младата хероина Нора. Всушност Нора сум јас. Говориме за автобиографија? Да, само што сите ликови се преименувани. Јас инаку се мотивирав затоа што имав невообичаено детство кое што се разликуваше од останатите детства. Всушност изгледаше како да сум хероина која што го спознава доброто во злото, бидејќи кога јас како новороденче пристигна во семејството Петревски, кои што се представени во самата книга, јас сум топла пречекана со љубовна прегратка и со безпрекорно пречекување. Меѓутоа со понатамошниот раст и развој се случи тотален пресврт на нивниот однос кон сопственото дете, односно тие забележаа потребата на детето дека сака да се социализира, да се спријателува, кога дознаа дека тие сакаат, односно кога Нора се обиде да се спријатели со Ека. Ека е незината долгогодишна досега пријателка, сестра, поддржувач, родител, значи буквално во секоја улога се пронашла Ека. Поради нивниот, да кажеме, лош сооднос со незините родители, тие не сака ние да спријателиме,
бидејќи во нивниот да кажам век тие имале некои нерасчистени сметки и поради сето тоа тие не сака ние да другаруваме. Така? Меѓутоа ние имавме некој победнички дух, победничка енергија и се спротивставувавме на злото, иако тоа постојано владееше и во нашата семена околина и во околината на соседството. Меѓутоа ние се изборивме против тие, да кажеме, злонамерници и излеговме победници во приказната. Така, ова е роман пресликан според навистина вистинска приказна. Да. Сега вели присилно ќе изолираат во собата на тагата, не дозволувајќи надворешен пристап сето незината 18 годишна возраст. Претпоставувам овде имаш опфатено повеќе детали од твоето детство. Да. Колку беше лесно или можеби тешко на спротивната страна да се изнесат сите тие интимни делови од твојата душа и да се преточат токму во ова парче дело? Јас искрено книгата пишував 2 години, каде што постоја периоди каде не можев да се посветам доволно во тие болни делови кои што ги пренесов во книгата. Меѓутоа се навратив повторно на книгата со поголема храброст и одлучив колку и да е болно и ранливо, јас одлучив да ја напишам книгата бидејќи сметам дека ќе мотивира или пак можеби ќе потикне некој кој што се наоѓа во слична или во идентична ситуација, за да се спротивстават на злото и да не дозвола толку лесно да ги надвладе тој погрешен мисловен склоп. Бидејќи не секој, иако е родител, не мисле дека добро му предонесува на детето. Нора, пронаоѓајќи улогата во трагач по светлината на животот, со помош на вградената истреност и незапирливост ќе ги прифати предизвиците и разочарувачките удари и ќе стане победник, впрочем, како што кажува и незиното име. Да, токму така. Викторија Костадиновска победник ли е денес? Да, се чувствувам како победник, иако сум доживеала такво травматично детство, но сметам дека можеби тоа било дел од мојот живот, дел од мојата мисија. Така. Да постанам победник, да создадам дело според мојата доживеана невообичаена ситуација и можеби утре ќе ме мотивира да напишам уште повеќе дела и да допрам се повеќе до читателите. Така, и да пренесеш на читателите. Колку време, кажа, 2 години се пишуваше победникот беше таа, и сега тука ти се јавуваш како самостоен издавач, меѓутоа споменавме дека соработуваш и со издавачките куќи на Сакам книга, со Кафе книжарница Збор. Ајде малку повеќе за соработката околу книгата со овие издавачки куќи. Конкретно, што тоа значи? Јас најпрво посакував да ја издадам преку некој од нашите издавачки куќи. Колку беа отворени? Мислам, дали им пристапи? Да, секако им пристапив со тоа што ги телефонирав, им испракав мејлови, но нивната проверка траеше многу долго и измина можеби неколку месеци. И јас немав трпение, веќе го изгубив целосното трпение и сакав самата да се издадам, бидејќи јас кога се консултирав со нивните вработени ми кажаа дека имале недостаток на вработени, затоа така побавно удала процедурата. Но како што одминува тие денови, јас донесов одлука самостојно да се издадам и потоа да се исклучувам соработки со издавачките куќи. Првично соработив со Сакам книги, потоа започнав со Кафе книжарница Збор, која што имаат нова локација, се наоѓа во Влај. Тоа значи дека и таму ќе можеме да си ја најдеме книгата, Токму така, да си ја купиме секако. Да.
Како беше одзивот, како помина промоцијата? Имавте организирана една таква прекрасна, невообичаена промоција, всушност како и што и самата приказна невообичаена. Како си задоволна ти со оглед дека ова е твое првенче? Како помина целата таа атмосфера таму да пренесеме дел од импресиите? Искрено прекрасно беше, многу бајковито делуваше, затоа што самата раководителка уме да го разубавува просторот. Јас кога пристигнав со книгите во рака, буквално се воодушевив од незината изведба. Сите беа топло пречекани, се одвиваше спонтано, природно. Повеќето од посетителите беа мои познаници, пријатели, роднини и некои случајни поминувачи. Меѓутоа, траеше неколку часа и искрено се одвиваше во најдобар ред. Каков е одзивот на читателите до сегашни, Викторија? Што велат за приказната? Ги допира ли приказната? Можеби некој се препознава во дел од ликовите? Односно, секако тоа се фиктивни ликови, меѓутоа фиктивни имиња, меѓутоа ликовите веќе постоеле. Дали некој можеби ги препознава сите оние ликови кои што ги имаш ти опфатено во романот? Да, некој од нив ми пренесе импресии дека е прекрасна книгата, дека навистина се зборува за мојата приказна, која што допира емоционално до читателите. И сите ми имаат пренесено дека влијае многу на подсвесно ниво. Иако можеби некои несвесни постапки ги извршуваме без да размислиме, но самата книга некако не навраќа во правилна линија да размислуваме како што е потребно за да не повредиме или наштетиме на некому, особено на сопственото дете. Колку работа на себе и требаше на Викторија Костадиновска за да го пренесе сето ова? Предпоставувам континуирано се работи на себе си. Јас гледам пред мене една навистина изградена личност која што верувам дека пред да се осмели ова да го пренесе на лист од хартија, работела и работи на себе си. Да, токму така беше тој многу тежок период да се реинкарнирам, да застанам повторно храбро и исправено пред сите, затоа што водејќи на таква огромна битка е предизвикувачка, особено за дете кое што се чувствува обезхрабрено, нема на кого да му се обрати, но самата таа ситуација мене предизвика да размислувам помудро и да постапувам како што е потребно. Бидејќи сепак навистина говориме за време кога си била дете, ти имаш само 24 години, навистина се радувам што е толку млада, си успеала да можеби за жал, меѓутоа животот малку порано те научил на некои работи, те изградил како личност. Колку имаше потреба од подршка и кога добиваше истата во текот на целиот овој период наназад, па конкретно и за делото и за се она во твојот живот? Да, како што споменав, единствена подршка во мојот досегашен живот е мојата братичетка. Таа е меѓу главните ликови Ека, која што неизмерно стоеше позади мене во секоја можна одлука. Таа ме поддржуваше и ме потурнуваше да ја создадам. Всушност најдобрата пријателка и братучетка. Да, токму така. Пута го запознав и мојот партнер, Петар. Тој исто така многу ме мотивираше и ме помогна да застанам смело и да ја напишам токму оваа книга, бидејќи навистина се соочував со многу неубави чувства кои буквално не те предизвикуваат да го напишеш одел, туку напротив те враќаат наназад и не те туркаат напред да... Така, почувствувале олеснување од кога на листот хартија го пренесе сето она кое што ти се случуваше? Да, токму така. Кога јас ја пролистував книгата и кога ги читав извадоците, искрено се воодушевив што сум напишала. Да. И дури не ми се ни веруваше што сум напишала. И кога се издаде конечно отпечат книгата, јас ја допрев и целосно се ја разлистав и ме допре толку многу емоции кои што дечко ми, мојот партнер Петар,
ги согледа и секако тој беше секогаш покрај мене, бидејќи брачетка ми се оцели во Хрватска. Таа беше тука, меѓутоа виртуелно си комунициравме, но мојот партнер беше тука кој што ја воочи мојата реакција и емоција и навистина многу сум среќна и задоволна што ја напишав оваа книга и се издава, односно се продава во Веруваше ли Викторија дека девојчето, талентираното девојче од основно училиште, дека ќе може талентот да го прикаже токму преку некое вакво дело? Искрено не, затоа што немав некои големи очекувања во тој период, бидејќи се соочува со таков менталитет кој што не ме мотивираше да направам нешто големо за мене, туку напротив со вербалниот и физичкиот неубав однос, тие не ме подкренува за да јас се изградам во една успешна личност. Така, меѓутоа јас, како што кажав и претходно, ти денес си веќе изградена и успешна личност. Работата во банка ќе ја споменеме овде, како ја поврзуваш работата во банка со сето на настрана кое што го твориш? Говориме за сосема две различни работи. Од 8 до 4, па подоцна на пишаниот збор. Да, токму така. Искрено добро ги владам и двете позиции. Кога јас работам со луѓе, некако чувствувам посебна енергија за да им помогнам, да ги посоветувам како е правилно да постапуваат со нивните услуги, но кога и од некој од нив ме инспирираат да напишам некој нов цитат, некој нов извадок во книгата, и често пати колегите ми зборуваат дека тука имаш огромен материјал, вика имаш што приказ, можеш вика да го пренесеш така. вика на едно парче хартија. Така што во ред, мислам, одлично си ги комбинираме и двете области. Задоволна сум и со работната позиција која што поседувам, но и со мојата успешна област во творењето. Се работи ли на нешто друго? Што да очекуваме, можеби во наредниот период? Да, моментално пишувам и нова дела, која што е сосема поинакво од ова дела. Тоа ќе биде, не знам кога ќе се доврши, меѓутоа ќе се работи за љубовна романса и ќе биде нема да биде толку колку што оваа книга носи емоции, чувства и тежината. Така. Ќе ја очекуваме најверојатно во скоро. Останува соработката со Кафе книжарница Збор, со Читай книга, исто така онлайн платформата, со Сакам книги издавачката куќа, каде што можеме да се ја најдеме исто така победникот беше таа. Каде најчесто те контактираат читателите? Каде допира најмногу твојот збор? Колку социјалните мрежи се простор каде што може да го истакнеме, да го изнесеме сето она кое што го твориме? Еве, конкретно ти си творила и под анонимен профил, меѓутоа сепак сега сметам дека и таму ти приоѓаат на твоите страници на Инстаграм, на Фејсбук. Да, се разбира. Инаку да, тие ми пишуваат на мојот личен профил, некои бараат помош и ми пишуваат како да издадат слична ситуација. Да, како да издадат книга или пак некои слични творби. Јас искрено се радувам што по прочитаната книга тие добиле мотивација да создадат и нивно дело. До сега ми имаат многу пишано, искрено ми кажа дека биле воодушевени од самото четиво и го очекуваат и следното, кое што верувам дека и тоа би го читале со последен здив. Така. Покрај работата во банка, покрај убавиот пишан збор, што прави Викторија Костадиновска во своето слободно време, како ги полниш батериите, претпоставувам се сакаш и природа,
сакаш чист воздух, што се прави во слободното време? Во слободно време сакам да поминам, како што кажавте, во природа. Сакам да посетувам некои наши македонски планински атракции, Баш интересно, баш убаво. Да си ја полнам мојата енергија со природа и кога јас ќе сум дел од природата, никако повеќе се полнам со енергија и мотивација да размислувам подобро и да се посветам на моето творење. Колку читаш и колку поддржуваш македонски автори? Јас искрено читам од основно училиште. Исто така многу обожувам да читам. Сум прочитала неколку книги од нашите македонски автори. И искрено не се многу и затоа кога јас издадов мојата книга, сите читатели беа како изненадени, бидејќи нова авторка се пробила на македонската сцена. Искрено почитувам и поддржувам многу автори. Така, и различни жанрови, претпоставувам. Токму така, да. Но некако се пронаѓам во психологијата, бидејќи психологијата некако ми лежи на душата и повеќе читам психологија. Така, претпоставувам тој дел од работата на себе, која што е клучна, ќе се сложиш со мене за секој еден млад човек. Во една од книгите ми имаше напишано многу убава посвета, чинам дека тоа беше таа прва таму книга. Сакам да ја покажеме и ќе ти се заблагодарам во оваа емисија за тоа. Со многу љубов до најпозитивната водителка Викторија, посакувам да уживаш додека го читаш ова победничко дело, какви што не се имињата впрочем. Ќе се пофалиме нескромно. Многу ти благодарам, Вики, за ова, многу ти благодарам за ова топло интервју, за тоа што ја прифати мојата покана. Јас ќе ти честитам што конечно си се ослободила од сето она кое што ти тежело на душата, што конечно на лист од хартија си го пренела сето она кое што можеби и ти создавало некаков немир. Јас овде сакам исто да ти се заблагодарам за пристапот со кој што ми пристапи на токму на една од социјалните мрежи. Впрочем и така и дојдовме ние во контакт. Неверојатно културна, воспитана и паметна девојка, нескромно морам да те пофалам. И ти благодарам што си таква и посакувам многу млади да го следат тој пример, бидејќи ќе се сложиш дека живееме во едно време во кое што малку не се изместија вредностите. Токму така, да, влада е повеќе динамичниот свет, каде што постои стрес, вознемираност и тоа навистина се рефлектира многу погрешно на личностите. Но се надам дека ќе ја подкренеме свеста на луѓето и ќе постапуваат секој да тргне од себе си и верувам дека ќе бидеме подобро место за живење. Да. Ти ни донесе подароци, ќе ти се заблагодарам уште еднаш за тоа, а на самиот крај од нашиот разговор во студиото јас сакам да ти подарам еден вредносен ваучер од 500 денари во Smart Service. Smart Service е професионален салон за продажба и поправка на мобилни телефони. Се наоѓаат во трговскиот центар во Лисиче, општина Аеродром. Можеш да си одбереш маска, фолија, слушалки, што и да сакаш за 500 денари. Со здраве да си го искористиш, да си ги посетиш. Smart Service, дечките се прељубезни, прекултурни, ке те да ги забележа видеото на вашиот Инстаграм профил. Тие се многу драги соработници, се надевам дека ќе си одбереш нешто и со здраве да си го користиш. Да, ќе посетам обавезно. Многу ми е драго за ова наше дружење. Јас ти посакувам што побрзо да излезат печати второто дело. Ова ќе си го прочитам со радост, со внимание, ќе ти споделам импресии. Верувам после овој наш разговор дека и после она кое што го споделивме за содржината позади, дека и нашите гледачи ќе бидат малку нестрпливи да дојдат до книгата. На самиот крај ќе посакам уште еднаш да кажеме каде може да се купи победникот, беше таа. Таа може да се пренајде во Сакам книги. Добро. Во книжарница Збор или пак да се нарачат преку мојот профил. Со да, подпис. Со посвета токму така. Так, со посвета. Не те прашав дали ќе има следни промоции на книгата, каде што ќе може да се дружиш со читателите? Планирам да се работувам литературна дружба, да, поетска дружба. Планирам да се работувам и со следни издавачки куќи,
така што за се што ќе биде ново ќе го објавам на мојот Ќе го објавиш, профил. ќе не известиш Токму и така. тука сме да соработуваме. Бидете добре и дојдени секако. сите. Ти благодариме, ти благодарам уште еднаш да се гледаме само за убави и успешни дружби. Благодарам и на тебе и на поканата и на прекрасната комуникација. Благодарам и на вредносниот ваучер, секако со нетрпение очекувам да си изберам некоја маска. Така, маска никогаш доста. Да. Мислам дека станав колекционер на маските од Smart Service, ама добро. Победникот беше таа Викторија Костадиновска, лична приказна, необична приказна, која што верувам, емотивна приказна, која што верувам со нетрпение ќе сакате да ја прочитате во сите издавачки куќи, на Сакам книги, на Кафе книжарница збор или директно преку Викторија Костадиновска и незините социјални мрежи ќе можете да си ја најдете, да си ја порачате и да си уживате со чаша кафе, чоја чај или што и да посакате. Почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието. Ви поздравувам од овде и се гледаме за 7 денот сака.